Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ. Вие следите емисијата Заспи ако можеш во оваа прилично веќе силна летна позиција, температура како сакате. Тешко е да се седи во сако и во кошула, меѓутоа обврските така налагаат ќе се издржи, веројатно нам ни е полесно овде во студиото отколку на оние кои што работат на улица, меѓутоа едноставно секој го носи товарот на својата судбина. Вечерва разговарам со мојот колега, новинар и уредник, не знам дали да речам доајен на македонското новинарство, меѓутоа во секој случај еден од оние кои што го обликува во последниве 35-40 години. Бранко Геровски, добра вечер. Добра вечер. Доајен е правилен израз? Да, према годините да, иако мене стално ме плаши тоа доајен, кој ќе се каже доајен и така натаму, тоа значи дека завршува приказната. Тука некаде е приказната, да. А вие немате намера да завршите уште? Не, немам намера, дури ме држи памет, што се вика, дури тоа што го кажувам, има публика, има луѓе што го слушаат, го гледаат, го читаат, зошто да завршам? Ова е добро прашање, нема врска со темите што ќе ги отвориме понатаму, затоа што јас имам впечаток дека некои луѓе понекогаш и забораваат не на своите години, туку на своите реални способности во одреден момент и продолжуваат да инсистираат да бидат на јавната сцена и кога веќе нема потреба од тоа. Многу е важно човек да е самокритичен на овие години. И јас имам и контролна група пријатели со властување од домот, фамилијата, па околината, со властување да ми кажат дека кога ќе дојде момент дека не ми е местото во медиумскиот простор, јас ќе се исклучам, се разбира. Проблемот е мој и можеби и добрата страна, е тоа што просто кога човек ќе остави нешто за себе, не може да се исклучи како штекар, нели? Не може само со свитли да направи и се исклучи, нема. Но мислам дека уште некое време, уште неколку години ќе бидам во можност да ги коментирам приликите. Ако има луѓе кои сакаат тоа да го читаат, ако јас чувствувам дека тоа е важно и битно и некому нешто прави некаква разлика, зошто да не? Мене тоа не ме кошта ништо, ме плаќа фондот за пензиско инвалидско осигурување, тоа е најдобрата фирма во Македонија, нели? Тоа е тоа. Убедливо најдобрата, очигледно. Ќе ви има, јас се надевам уште долго, начинот на кој што вие ги перцепирате и ги представувате работите секогаш онаков многу специфичен и секогаш привлекува внимание. Но, кога ќе го кажам зборот евроинтеграција, мене помалку ми се бучка во, не знам дали е правилен термин, во стомакот, ми се бурбати. Љубиша Гергиевски го кажа тој термин, поранешниот председател на собранието, ми се бурбати. Ми се бурбати. Од него го научив. Токму така. Едноставно едно неубаво чувство, меѓутоа нешто се случува очигледно на таа тема. Откако во Тиват се случи оној самит Европска унија Западен Балкан и се појавија Макрон и Мерц, значи 20 објективно главни луѓе во Европската унија, и имаа состаноци со сите западно-балкански лидери, вклучително и со нашиот. Очигледно нешто се случува тамо, понудата кој што ја кажа за забрзан прием и така натаму, и веќе ја знаеме, меѓутоа она што мене ме заинтересира повеќе изјавата на нашиот премиер кој рече дека добил многу конкретни информации кои засега не сака да ги споделува во јавноста. Се разбира, ние тука можеме да шпекулираме, вие имате и добри инсайдерски информации, се разбира. Меѓутоа, не можеме точно да знаеме што се искажале Макрон, Мерци и Мицкоски, но факт е дека нешто позади кулисите се случува. Прво се случува нешто битно и важно на кулисите, значи пред очите на јавноста. Ние во повеќе наврати и кај тебе емисија и во други некои наврати сме коментирале на една важна тема, а тоа е дека созрева периодот кога, и тоа последните 10 години созрева тој период, кога Европа мора да размисли за својата архитектура, која е апсолутно ограничувачка, за собствените внатрешни блокади, за политиките на вето, за консензусот кој е многу често невозможно да се постигне за разни битни и за круцијални прашања доли. И тоа се случува сега. Европа сериозно размислува за
собствената внатрешна архитектура и заклучното важно прашање, а тоа е прашањето на проширување. Се сеќавате 3-4 години поред, особено од почетокот на војната операција, војната на Путин, агресијата, како сакате наречете го, Украина дојде во фокусот на вниманието и на заложбата да биде примена во Европската Унија. И 3 или 4 години, по моje мислење, се изгубија непотребно на елаборации, на размислување за тоа што може тоа да значи, додека веројатно не се дојде до сознанието дека и таа држава, како и сите други, мора да го изоди својот пат, особено што станува збор за апсолутно голема држава и во овој момент за голем потенцијален товар на Европската Унија, која и самата е во криза. Сериозна криза. Од сите аспекти. Зборам економски, зборам инфраструктурен, човечки, 15 милиони, не знам колку луѓе се надвор од таа држава во некаков статус на... Чи војна има? Не контролира петина од земјата. Војната не е запрена, таа дури се засилува од моментот. Така што, добро е, а во тој период, фокусот на Западен Балкан, на најважниот, всушност, регион, кај што се заборави она агенда од Солунска агенда, нели, од самитот 2004, ако не се лажам, беше тој самит, буквално беше изместен на други план. Украина, Молдавија до некаде. Сега е добро и на сцената се враќа фокусот на земите на Западен Балкан. И тоа е една важна промена, затоа што вака или онака и Македонија и другите држави ќе бидат под притисок да испорачуваат реформи, да прават чекори во тој евроинтеграцијски процес, а од друга страна и да ги изложуваат собствените аргументи на едно многу пофреквентно ниво. Притисокот ќе биде и врз земите од нашата околина, во нашиот случај многу важен, и врз Бугарија, нели, која ги прави политичките пречки во овој момент, врз Грција, врз сите други кои имаат интерес. И затоа беше многу важно фокусот да се стави на Западен Балкан. Ние имаме сериозни поддржувачи во ликот на како Хрватска, Словенија. Значи ќе се измешаат убаво картите одново и ќе почне една нова игра. Ја разбирам владата, не сум преголем оптимист, веројатно ќе позбориме за тоа, но ја разбирам дека кога се игра една игра, значајна, битна, добро е да сме на масата, добро и на нас да не се поделат карти, да го употребам тој речник кој не ми е многу близо кај ајде, за и ние да играме во партијата, да ги кажеме своите аргументи, да се обидеме да привлечеме повеќе пријатели, приврзаници на оно што кажуваме, да се обидеме да ги убедиме она во што се повеќе земји се убедува дека билатерализација на споровите е таа катастрофа за евроинтеграцијскиот процес. Сега Црна Гора го гледа тоа како изгледа, Албанија утре ќе го гледа и така натаму. На сите им следува. Но добро е, оној дел што јас ако добро го разбирам, идејата на Мерц и на Макрон да влеземе буквално на масата, не само теоретски, туку буквално со без право на глас во ред, меѓутоа да бидеме на сите тие состаноци, да учествуваме на тие сеанси кои што се прават во Брисел, буквално возможува баш така на лице место каде што Бугарија или Грчка за затворени врати вообичаено ги убедуваат во своите аргументи, да бидеме навистина тамо, да кажеме нешто плюс. Меѓутоа што е интересно, беше господинот Кошта тука, беше на целиот Западен Балкан 2-3 дена пред самитот во Тиват и неговата порака беше очекувано брутална. Да, ве сакаме во европското семејство, се разбира, вие сте дел, географијата, историјата, културата, но тоа со Бугарија што е договорено, тоа е тоа. Едноставно мора да го испрачате тоа што сте го подпишале 2022. Тој навистина е многу силен аргумент против нас. Наистина подпишала државата. Тоа е така. Меѓутоа, сега се наоѓаме во ситуација кога премиерот вели добивам информации кои што не знам ли точно ќе го кажам ова, кои што се многу важни од најглавните фаци во Европската Унија, од друга страна ви гарантирам дека ние ниту милиметар нема да отстапиме од нашите позиции. И сега ова е... Да.
Многу се зборува за тој милиметар, нели? Добро. Тој милиметар може да биде и растегнат. растеглива категорија. Но, една работа е битна. Премиерот и вчера имаше еден брифинг со новинари, замолува и така се го прават тоа во сериозните држави. Има две работи што треба да се направат ако сме сериозна држава. Колку толку да постигнеме консензус на сите поважни политички фактори, вклучително и опозицијата, за главните интереси наши, црвени линии што ги нарекуваме обични и така натаму. Тоа е нешто што не можеме да го постигнеме во овој момент, бидејќи кај нас таа нејака опозиција се обидува да се факторизира преку додворување на кон Софија и тоа е трагична работа. Но има една друга работа, значи ако постои некаков процес, ако постојат некакви идеи, Мерча го нарече иновативен процес, нели? За тоа треба се разговара, не се отфрла ништо од масата, верувам дека се разговара за некакви такви прашања. И сега добро, ние сме инсайдери, можеме чуеме од вамо, тамо, дипломатски извори, од лажни дипломатски извори. Широка и лепезата. Широка и лепозата на информацијата, кај што доваѓаат полуинформации, спекулации, така натаму. Не е добро да ги рециклираме во јавност и да правиме непотребен шум, бидејќи на крајот на крачката ние живееме во оваа држава и нашиот интерес е да тој процес биде во наша полза. Јас сум новинар во Македонија, работам во медиум Македонија, работам во Бугарија, не работам во Србија и така натаму. И интерес ми е и како човек и приватно да речеме да таа работа се заврши на најдобар можен начин. Ако е цената за тоа да малку помолчиме за некои полуинформации, спекулации или тоа точни информации што сме ги слушале. Можеме да го наминеме. Зошто да не? Можеме да премолчиме, има кој да каже. На крајот што ние сме новинари, има политичари кои преземаат сериозна политичка, некоја историска одговорност. Затоа и мислам дека тоа сакаше премиерот да ни порача и тоа е коректна позиција и мислам дека треба јавниот интерес да удоволи на таа позиција. Дипломатија се води јавно, се води и тајно. Се преговара понекогаш јавно, понекогаш се преговара и тајно. Зошто? За да не се загрозат добрите идеи, за да не се исплаткаат, за да не се изложат на подбив, на подсмев, на напад, на... Па имаме сега ситуација во која што САД и Иран се тепаат буквално, а во исто време преговараат. Така е, тоа е дел од таа работа. Она што ме прави се уште загрижен и ја нема да отстапам од таа моја загриженост. Жалам што морам да кажам дека проценувам дека ќе се потврди таа моја загриженост и не само моја, него на многу луѓе во Македонија. Тоа е фактот дека Бугарија многу тешко ќе отстапи од своите позиции. И не е добро, и во јавност е тука, например, имаше една изјава на Радев од Тиват. Добро. Јас ја следев, прво ја видов во македонските медиуми, особено во делот медиумите кои се критички настроени кон власт, инклинираат кон опозицијата и така натаму, каде што Раде вели останува само уште една работа, бугари во устав и вие почнувате со преговорите. Што не е така. Што не е така, а дека не е така, гледаме во истата изјава, која всушност тоа е парче исечено од поширока изјава дадена за бугарската национална телевизија, која ние во Македонија имаме Facebook групи, имаме медиуми кои се буквално испостави, кои се медиумски труби на бугарската политика. Но можеме да ги наброиме, десетици се буквално во последниот период што излегува. Да, и сега тоа се разбира не е добро. Од друга страна, се е слободно, нели? Се во делот на слободата на медиумите и тоа е доказ дека приказните во Софија, ако што се случува во Македонија против бугарите, не. Има десетици медиуми разни, така натаму. Значи, лошо е што сме изложени на таква грда пропаганда, но од друга страна може да се чекираат вакви изјави. Кога се обидува некој тука да ги спинува и да го извади тој дел, тоа беше обидот. Радев рекол, само бугари во устав и сте завршили работа. Не е така, од кај знаеме? Од
целината на изјавата на бугарската национална телевизија, што ја пренесуваат овие медиуми, кај што тој вели нема да дозволиме историски спорови, наследени историски и политички спорови да го загрозат евроинтеграцијскиот процес. Не знам што треба уште да му се нацртали на Венко Филипче и на сите овие други луѓе. Можат овие што велите апла бугарски медиуми, пробугарски како да ги наречеме, да споруваат колку сакаат. Можат и овие опозицијските кои што обично се обидуваат да бидат професионални, да се прават невешти. Ама ако бидеме реални, јасна е сликата целосна. Видите, тоа сакам да кажам, притисокот на Бугарија кон нас ќе продолжи. И тоа не е нешто, тоа е страшно, тоа не е добро, тоа не е европско поведение, тоа е безобразно доли. Секако не е поведение кон братски народ, но факт е обичва да кажат, а најмалку пак е поведение кон същ народ што живее во две држави, да го цитирам ај не Тодор Живков, а исто му доаѓа Зоран Заев. После тоа е неговата теза, истата таа живковистичка теза, секако не е поведение што доликува на такво нешто. Но ние тоа е нешто што кое ние реално можеме да живееме. Така е. Бугарија нас не негира, некои пресметуваат 150 години од Сан Стефано нааму и претходно. Еве јас сметам последните 80 години како ова е држава. Нели од 44 Тоа е повеќе од еден цел човечки век, па сега да. Значи во тој цел период живееме. И сега знаете како е, ние си замислувам понекогаш се шегувам со пријатели. Ако ние, замислите 44-та година на Асон да се појавил некој од тогашните асономци, Киро Глигоров например бил асномец. Така е. Нели? Немал некоја многу значен улога таму, но бил на Асом и замислите сега да станал Киро Глигоров или некој друг и таму да рече, абе чекајте, не може ние сега да прогласиме држава, па азбука и така натаму. Чекајте да видиме што мисли сега Бугарија, дали има некои барања, па и тога се правеле конференции, тоа сериозни, мировни, светот се делел. Картите, мапите, линиите на мапите си срвтувале на салфетки. Значи, толку било тоа време. Прилично крвнички. Но овде некој не чекал. Имале луѓето некаква визија, рекле, ние ќе бидеме држава и после нема да биде лесно, како што не било лесно да се разбереме и направиле. Ние сме сега во иста позиција. Можеме да живееме со тоа дека некој не негира, но не можеме да прифатиме во било каков процес кој ќе трае, нели, нема да заврши за година, 2, 3, 5, ќе трае за сите, и за Албанија, и за Косово, и за не знам, и за Црна Гора и така натаму. Не можеме прифатиме ние и да се само негираме. Да речеме добро, ама тоа е проблемот на овие преговори. Проблемот што ние мораме да ја прифатиме дебатата, полемиката за историјата на начин што ќе ги прифатиме бугарските барања како своји и да ги запишеме во учебниците и нашите, во мојот случај, внуци, деца и така натаму, да учат всушност тоа што договорила некоја историска комисија. Не иде така. Тоа е абсурд, тоа е само негирање, тоа не можеме го прифатиме. Има ли начин? Има да се избегне од тоа, но треба многу работа. Добро, имаше еден период во кој некои еврофанатици ќе ги наречам, иако мислам дека не се толку еврофанатици колку што се љубители на некои европски фондови, инсистираат дека Македонија не може да постои практично ако не влезе до таа и таа дата во Европската унија, што е нонсенс. Сите сакаме да влезе веднаш да се расчистиме, меѓутоа кога ве ставате во таква ситуација или едноставно мој принцип, инстинктот за само преживување ви вели па и вака е подобро, што да правиме сега. Но има еден интересен момент, ке сватам на бугарите малку подосна, не беше спомнат, а чув дека се расправило вчера на брифингот, не бев таму, не бев физички во Скопје, дека е остварена комуникација, односно е создадена комуникација со кабинетот на францускиот претседател Емануел Макрон, која што практично на неделно ниво ќе се одржува меѓу Македонија и Франција, меѓу двете влади, ајде како да го наречам,
Која што веројатно оди во правец токму на поблиско запознавање со проблемите околу евроинтеграцијата. Ни беше кажано, и тоа е многу добра вест, дека прво Одлична вест, а не провеа многу во медиумите. Многу пофреквентно ќе бидат тие средби, отколку до сега 2 пати годишно, по 3 часа. Толку биле тој формат. Да, вистина, 2 пати годишно 3 часа е ништо. Сега многу пофреквентно и најважно од се што имаат луѓе за врска, определено и Мерц и Макрон за директна врска со владата во Скопје. Тоа ќе значи дека всушност може да се разговара, се преговара за нови идеи, за нови процеси, за проблеми, се што ќе произлезе од тие разговори, нели, буквално 24/7. Значи, тоа е добро затоа што низ комуникација се решаваат проблемите. Ако не разговарате, проблемите само остануваат, може да се... Така, но моментов ми е интересен затоа што е токму сега им истекна на европските лидери дека може. И многу пофреквентно да се разговара на овие теми. Не дека ќе им станеме приоритет, се разбира, но самиот факт дека праќаат луѓе за врска и дека тоа ќе оди многу повчесто е сосема окей. Видите, во последните 10 години во Франција барем во 2 наврата се развиваат тези за промена на архитектурата на европска. Европа со 2 брзини и така натаму. Ова е идеја на Мерц почнала всушност од германскиот министер за финансии претходно. Видете, Германија е земја која остварува месечини 1/3 од вкупниот бруто општествен производ на сите земји на членки на Европската унија. И сега тоа е реално најмокната земја, Франција е втората најмокна земја. Не може на овој начин како до сега да се решаваат тие крупни прашања. Проширувањето е значено, историски важно прашање за Унијата. И не може тие прашања да се решаваат на начин како до сега, било која земја, вчера примена, утре ние ќе бидеме примени, па и ние ќе шеме, так право на вето. Се поставаат вакви, такви, блесави, билатерални спорови кои немаат врска со ништо, а најмалку со копенхашки критериуми. Некои можеби имаат, но се банални Црна Гора и Словенија разговараат за некој брод од 1934 Многу важно прашање. Замислете све да пропадне, затоа што државите на тој начин и владите во државите, тоа беше случај од Бугарија, кога се закачат за една работа, сега тоа станува прашање на една предизборна агенда. А бугарите има во последните 5 години 8 избори. 8 избори. И како да мрднат они сега од таа приказна. И цела Европа е заложник на една. Таа архитектура на процесот е променета. Или ќе се менува. Ово non-paper е силно изразена волја на двете најмокни земји. Тоа што за нас тоа можеби нема да донесе многу брзи ефекти, тоа е прашање со кое ние ќе живееме, ќе се мачиме, ќе се измачуваме, но е важен момент. Ја лично мислам дека Бугарија и во таков еден формат на разговори како сега, што се наметнува на таков еден формат на процесот, ќе биде во значителна предност пред нас, ако ние очекуваме дека кој знае што ќе добиеме и дека кој знае што ќе се реши на тој начин, и ако ќе повторам, во дипломатијата не може да речете не играм. Не, играте сите игри, оттерате процесот, ако ништо друго, од почет кон тие што ве подржуваат. Цело се согласувам. Ама треба нешто друго се направи, тоа не е доволно. Велите ќе се мачиме, тоа е дефинитивно, меѓутоа ми се чини дека и бугарите направија, јас би рекол историска грешка, не им е прва, кога сме веќе кај нив, со целиот пристап. Во последниве години, особено после Преспанскиот договор, интересно тоа го нотираше и оној Михаел Мартенс, оној познат новинар австријски. Јас лично не се согласувам со многу од неговите ставови, меѓутоа за ова се согласувам, па тој вели дека правеше паралела. Господинот Мартинс навистина е познавач на југоисточна Европа, меѓу начинот на кој што не знам дали таа паралела е исправна, но во секој случај како Романија се однесува кон Молдавија и како се однесува Бугарија кон Македонија. Романците со една навистина правилна политика, на апсолутна поддршка на помалиот сосед со кој што споделуваат
Јас не сум точно сигурен во тие историски контексти колку се романците и молдавците исти, слични и така натаму, но успеа да направат молдавците апсолутно да станат со романците БФФ, како што велат младите луѓе, и навистина да се да им бидат најдобар партнер што може. Бугарија имаше таа изворедна можност, доколку има визија, да го направат истото преку така наречена мека моќ. Тие не го направија тоа и сега и покрај сите што ги споменавте и вие видливи купишта пробугарски медиуми, кој платени, кој може би од љубов, целата пропаганда што се шири наваму натаму, што се набива, од никаде се појавуваат разноразни мислители, новинари кои што нешто објаснуваат, објективно Бугарија во Македонија има нула мека моќ, односно за најголем дел од граѓаните тоа што го прави Бугарија се доживува како насилство. Дури е чудо што нема образа, би рекол, од оваа страна, ние сме навистина и тоа како толерантни, меѓутоа мислам дека Бугарија целосно ја промаши приказната. Зборуваме од нивни интереси. Нивните интереси овде се поништени. Апсолутно си во право, апсолутно си во право сите што резонираат на таков начин. И ја можам да само додадам дека е тажно е што тоа така, бидејќи имавме навистина, особено по некаде Бугарија е првата земја што е призна самостојноста на Република Македонија. Имаше еден убав период. Мислам дека после тој втор историски стрес што го преживеа бугарите со признавањето на Македонија, тоа беше инцидент историски. Тоа не беше континуитет на бугарската политика, беше инцидент буквално. Жели Желев, една екипа и така натаму е заслужна за тој. Бугарија е многу заслужна, или уште по-конкретно тоа спомнатиот Жели Желев, тој лик и со тоа што Русија ја призна меѓу првите. Јелцин ја призна Македонија. Значи тоа се работи што не се заборават и ние како македонци, бидејќи сме сепак попаметен народ, повеќе сме, ајде да речем, оперирани од омрза, не сме толку задрти, нели? Ајде употребаме еден термин од српскиот свет, нели? Немој тоа српскиот свет, знаете дека ќе ви залепат веднаш. Дека сте човек левучиш. Нека залепат. Не треба да го заборавиме, да ги заборавиме тие значени моменти, но тие беа историски инциденти. И тогаш мислам дека после тој момент бугарите, всушност официјалните бугарски историографија, политичарите се сетија на првиот голем стрес, а тоа е стресот на периодот на Георги Димитров по Втората светска војна. Кој што сега не го поднесуваат, ако сме реални. Кога не го поднесуваат, се разбира, тоа е непријател, предател, што би рекли, на бугарската идеја, на санскафанската идеја. Скоро гледав едно интервју кој сум го пропуштил низ годините назад, кој еден бугарски историчар објаснува колку бил значен тој и колку бил драматичен тој стрес, бидејќи реално таму некаде пред крајот на 40-тите, на почетокот на 50-тите години, всушност Хрушчов кога доаѓа на власт, кога умира во чудни околности Сталин, нели? Така е, да. Бугарите се во еден сериозен стрес, бидејќи постои сериозна идеја, многу цврста идеја за конфедерација меѓу Југославија и Бугарија. Во тој случај еден значен дел од Бугарија, Кринска Македонија, стотици илјади македонци декларирани во тој период и така натаму, би биле приодно дел од еден заеднички простор. И тоа е голема драма за бугарите, за оние бугари кои се сметаат, нели, за потекло прото-бугари и така натаму. Тоа е за нив сериозен проблем. Лично мислам дека тој стрес е сега повторен затоа што луѓето разбираат во Бугарија, овие националистички настроени, тие што со кои имаме работа всушност сега во овој период, тие разбираат дека кога Македонија ќе стане дел од Европската унија, покрај сите проблеми што ќе ги наследиме, од Европска унија нема само наследиме добри нешта, туку многу проблеми, но една клучна работа е таа што ќе ги загрози националистичките наративи, гледања и чувства во Бугарија. А тоа е дека де факто македонците на целиот овој простор, признаели или не признаени,
разбрани или неразбрани, со или без своји организации, ќе бидат всушност слободни и тој проток на идеи, меѓу другото и на македонската идеја, нели, ќе биде практично слободен. И тоа е сериозно ги загрозува. Тоа е сериозен стрес за бугарската политика. Грција може да живее со тоа, но Бугарија потешко. Грција може да живее и јас сакам да кажам, еве Грција, видете сега, има интересна работа во Грција. Последните 2-3-4 години имаме еден наплив во тие места каде што живее словенско население, луѓето пеат, слободно се дружат, зборуваат. Никому тоа не е проблем. Ама ние, разликата е огромна. Ние со грците реално, тоа е моја теза, сум имал проблеми да ја обяснам таа теза, сме се карали, сме се расправале, ама држам до неа. Ние со грците немаме идентитетски проблем. Апсолутно. Ние сме многу различни народи. Немаме близкост. Со бугарите не сме същи, што би рекол Заев, ама сме слични народи со, како да кажам, со словенски корени, барем бугарите има малку подруги корени, но нивната култура, јазик, има словенски, словенски, така што проблемот е идентитетски и тоа нашето суштествување и сега во Македонија, колку што сме, 1,6 милиони и така натаму, во диаспората малку повеќе веројатно, утре значи вкупно можеби има 3-4 милиони македонци во светот. И сега, ако тие протокот меѓу нив, разговорите, слободата дојде до едно ниво да практично не постојат граници, физички, дури ни физички граници, тоа може сериозно да загрози некои други народи кои се чувствуваат заповикани, да... Што е лудо ако сме реални, меѓутоа очигледно дека тие соништа од 19-тиот век некако се лудо или не, така е. Добар дел од бугарите, Навистина бугарските така, политичари и актуелни и либерални и не знам од лева и од десна провиненција се уште живеат. Не може да објасните дека Сан Стефанскиот сон е мртов. Неверојатно ми се случи мене една информација, не знам дали смеам да го злоупотребам, ова е моја емисија, бев на еден подкаст кој што го водат бугари на Коридор 8 се нарекува. Во принцип имавме сосема коректен разговор. Меѓутоа една работа што еден од водителите ми се обиде да ми ја наметне, мене буквално ме запрепасти доколку е став на бугарското општество. Вели, знаете како вие мора да се соочите со вашата историја и да прифатите некои историски вистини. Еве да земеме Германија, вели, замислете вие германците после Втората светска војна да го негираат нацизмот и дека не се случило ништо таму и дека Германија едноставно била жртва на Версајскиот договор од 1919 и она морала да се брани. Една паралела која што тотално ме збуни, едноставно нема никаква логика. Доколку е само изблик на еден новинар во ред, меѓутоа ако е нешто што се наметнува во општеството е сосема лудо. Тезата држи, но тоа е прашање на германскиот народ, на германската историографија и од моментот на завршување на Втората светска војна до моментот кога, сега можеби ќе сгрешам, мислам дека Вили Бранд беше тој што клекна на колена. И се извини, да, пред пољаците, да. Се извини, да, помина можеби 30 години, 40. И сега треба да се постави прашањето. Што се случувало во тие 30 години? Никој не им дошол на германците. Германија е држава која плакала репарации после војната, која имала, мислам дека некои од тие ограничувања за вооружувањето се уште се на сцена. На сцена. Па имаат американска армија дома уште, да. Но и тоа се мола да има. Тоа е посебна причина, да. Но никој не е дошол со сила да им наметне и да им рече, видете се, ако сака Германија да биде членка на Европска унија или не знам, или на НАТО, така, има да мора да прифати да се соочи со Холокаустот како петно од незината историја. Особено што нас не го наметнува во нашиот случај некој што навистина кај нас правел проблеми, а ние не сме. Чекайте, тоа се ние сме навистина Германија со нацистичко минато, современа Германија, современите германци не се виновни за тоа, да се разбереме. И тие не може да го прифатат тој товар, затоа што некој ќе дојде и ќе им рече, вие мора да се идентификувате со тоа и мора да прифатите ова и не знам, до најситни детали. Нема причина, Драгане, никој не може да го објасни тоа. Разумно, здраворазумски не може да го објасни
Зошто е критериум и услов тоа ние да се согласиме дека Гоце Делчев бил бугарин, што не е точно, ама ајде да се согласиме, или дека нешто на што се согласиме во првиот протокол, дека возумовач на првото бугарско царство е Самуил, апсолутно невистина, се во врска со Самуил на ниво на научни хипотези. Не постои научна вистина за тоа, а ние се согласуваме како последни будали, извинете израз, ама така е тоа, се согласуваме и сега тоа добро сме поминали едно, сега да видиме кој е следниот. Стално ќе има некои следни. Не може тие спорови да бидат круцијални ова. Ние треба да се соочиме. Ние сме се соочили со некои од ќе кажам нешто што нема да им се допадне можеби на македонците, на моите македонци, на етничките македонци, но е факт. Ние во почетокот на 90-тите години се соочивме со некои фалсификати на комунистичката историографија и ги преживеавме. Например, се соочивме со фактот дека зборникот на браќата Миладиновци, за кои сме учеле во школа јас и ти, не, насовната страница, насловот не е македонски народни приказни, туку е български народни приказни. Ние се соочиме, никој нас не дојде, немаше историска комисија. Овде се отвори тоа прашање, некои од овие тогаш благонадежни пробългарски ВМРО-вци и така натаму, но де факто ги отворија фактите на маса, се соочивме, го преживеавме, никој специјално не се потресе премногу, окей, тоа е направена грешка, сме учеле нешто што не е така и продолжуваме понатаму. Ние можеме да разговараме следните 30, 40, 50 години за историските прашања. Ама не може да биде сега, ова сме договориле, од утре во учебник треба да биде тоа. Ние ќе решаваме што ќе пишеме во наша држава, наши правила. Не може решава Софија, па не знам, ако е тоа услов да бидеме Европска унија, да не сме Европска унија. Се согласувам. И сега тука имаме, се разбира, еден проблем кој што делот опозицијата, велам, не се согласува со ова, се инсистира на прифаќање на бугарскиот диктат. Меѓутоа, ајде доста околу тој дел. СДСМ, ваква каква што е, се обидува да се излече од проблемите во кои што е влеткана. Анкетите се сурови. Оно што успеав јас да го видам е 3:1. Во корист на ВМРО, ДПМН, СДСМ од петни жили се обидува или не се обидува, се ова е прашање од $1.000.000 да се излече. Смисли еден нов почеток, така го нарекува, нов почеток на овој конгрес кој што го направија пред неколку дена, платформа Твоја држава, Твоја шанса, која што треба да биде некаков нов пристап на СДСМ, обраќање кон граѓаните. Таму се нуди, па јас колку што успеав да видам, од пиле млеко. На секој што му треба. Сакате пари, ќе добиете. Сакате, не знам, помош од државата, ќе добиете. Се што ви треба, и сето тоа убаво звучи, иако до пред 2 години беа власт, ништо тоа не беше остварено. Меѓутоа, колку може овој ваков концепт, ако е концепт, реално да промени нешто нема да речам на анкетите, туку реално состојбата во која што се наоѓа оваа партија? Тој концепт тој е неплоден концепт, како да кажем. Иако морам да кажам дека е доследно идеолошки комунистички концепт. Нели, како вела комунистите, тоа сме го учеле на школа, нели, секој според можностите, нивните можности се очени мали, а секому според потребите. Што е апсолутно неизводливо и докажано историски? Да, ама и комунистички концепт. Да се разбереме, пар екселанс комунистички концепт. Историјата го поразила тој концепт и овој концепт на СДСМ на некој локално наше ниво, во некој наш простор ќе биде поразен и до сега е поразен, затоа што тоа се само празни зборови и фрази кои не значат ништо. Тоа е тажно за една партија која де факто во некои клучни, важни историски мигови во овие 30-40 години била во ситуација да презема тешки потези, ризични потези, важни потези и таа има историја на такви потези за кои може би дури и да се пофали. Меѓутоа, овој СДСМ со некој друг СДСМ од минатото е сосема
различна политичка, идеолошка формација, групировка или мала група, не П, него идеолога, да речеме. Една мала небитна група идеолози, нели, кои всушност немаат објективен контакт со реалноста. Бугарското тема, која не излегува од умот на Венко Филипче и од реториката на Венко Филипче, Венко го третирам некако само човек туку, како лидер, како представител на таа партија, нели, еве, влегувам ја таа бугарска малку лексика, нели, таа е една од причините по кои СДСМ изгуби првенствено кредибилитет кај своите симпатизери избирачи. Историски да се подсетиме, не сме толку млади сите, за да не знаеме дека историски од 90-та година наму, сака вака грубо кажано, ВМРО-вците беа бугараши, а овие беа србомани. А овие беа србокомунисти, да. Со изразот на покојната моја пријателка Доста Димовска. Така те викаше, вие сте србокомунисти. Нели? И окей, така беше номенклатурата. Така бевме, условно речено, поделени и погледнати во низвизирот на публиката, на луѓето, на тие што гласа. Како испадна сега ВМРО-вците да се србо-вучичи, србо-напредњаци, а СДСМовците да се бугарофили? А СДСМ да се бугараши, тоа богами Живковисти, Тодор Живковисти, во ова. Некој кажа се превртуваат ли во гроб нивните нема логика. Дедовци и баби. Значи, од идеолошки аспект, целата таа постановка, што сега се воспоставува и се креира како некаква идеологија на надворешен политички план, во СДСМ, клучниот, важниот план за секојаш СДСМ била партија која решавала клучни, важни надворешни политички прашања. Мир и војна решавала СДСМ, меѓу другите. Али првенствено СДСМ. За нив, значи, таа постановка е апсолутна погубна. И што е најинтересно, они не отстапуваат од тоа. Апсолутно. Па тоа е просто неверојатно. И ја за тој факт немам објаснување, а не се ни трудам да најдам. Добро, но 2-3 пати го употребите терминот идеологија. Но јас не гледам овде никаква идеологија. Па е идеологија. Ако сте вие, ако верувате во приказната дека Македонија е најромантичниот дел од бугарската историја и ако верувате дека ние сме српски народ што живее во две држави, ама чекајте, СДСМ никогаш не отстапи од она што го кажа за БГНС, агенцијата Зоран Заев. Јавно па го има тоа видео, секој може да го види. Ние сме српски народ. Да. Тоа се зборови на Зоран Заев, тоа се зборови на Тодор Живко, на Цела Драгојчева, на целата бугарска историографија. Ние сме, или преведено е за луѓе што не знаат, ние сме еден народ, ист народ кој живее во две држави. Тоа нас не. Кога, нека ме потсети некој, кога СДСМ рече, чекајте, ова што кажа Заев беше грешка, не сме ист народ, два различни народи сме, блиски, братски и така натаму, сме два различни народи, имаме два различни идентитета, имаме историски континуитет. Кога? Кога СДСМ се го каже ова? Ја не можам да се сетам. Значи, ова што сега кажувам е идеолошка матрица. Тоа е нашата идеологија. Бугарите викаат македонизам. Нека викаат како сакаат. Јас сум по таа линија македонист, ако така. Да, тие го наметнуваат тоа како нешто страшно, како нешто да. Не баре македонизам е нацизам, добро, да. Али и бугаризмот тоа е идеологија. Да се разбереме, ако застанете на таа позиција, тоа е идеолошка позиција. И тоа не е добра. Се согласувам, Геровски вред дека е, меѓутоа тоа е туѓа бугарска идеологија која што ние зборуваме за автентична идеологија социјалдемократска на ова друштво сега. Тоа е тотално. Па на 6 месеци луѓето те држат конгреси, бараат автентична идеологија. Овие луѓе не можат да изнедрат таква идеологија, да се разбереме. Знам дел од оваа екипа, другите некои не ги знам. Се може да се обложам за некои други луѓе што јас ги памтам од некои други времиња, но овие луѓе дефинитивно не можат да излезат од оваа матрица. Нивната математика е проста. Тие проценуваат дека некако ќе не притисне Мерц, Макрон,
некој трет, некој кошта, некој бюрократ одмислил ќе дојде, ќе не притисне и тука на некој начин овие ќе попуштат како ќе се повтори приказната од Преспа, например. Да. И во тој случај тие ќе бидат победници во процесот, бидејќи тој што ќе го направи, тој попуст историски, тој милиметар што ќе го спомнува Мицкоски, што ќе го прегази, без разлика што тој може да биде метар утре да стане, но и метар се прегазува, нели? Тој ќе губи следните избори. Тоа ново е политички наивно, ужасно политички наивно. Нема друга опција, Драгане, губат 3-1. Утакмицата изгубена службено, што се вика на следните избори. И сега што да прават луѓето? Треба да смислат нешто автентично. Тоа зборуваме за автентичноста. Значи ние имаме ситуација во која што еве го спомнав ова твоја држава како твоја шанса и таму се наброени економски желби. Само на секој тоа што му треба ќе го добие. Народот тоа веќе едноставно не го голта. Со Бугарија се инсистира на една политика која што тотално неприфатлива за сите, па постои ли нешто трето што би можеле да извадат воопшто? Сега да не им делиме совети, меѓутоа па како не може таму прво има еден значен дел од поранешни и сегашни поранешни функционери кои се сега ставени на страна под лед на некој начин тргнати, некои сменети брутално во овие неколку месеци и така натаму, тие луѓе прво не се согласуваат со оваа сегашна идеологија. Второ, постои автентична социјалдемократска идеологија, постои автентична, да речеме, даночна политика, која е градена во СДСМ. Ја не сум согласувал често со тие потези, но таа е дефинитивно автентична. Се знае како е во поделбата на идеологиите, се знае како се однесуваат десничарите, а како левичарите, се однесуваат левичарите. Значи, апсолутно може да се изгради сериозна идеологија, а не да кажете, да му кажете народот, ние мора да влеземе во Европска унија, да прифатиме се што ќе ни се каже. Зошто? Пазете сега. Ако остане до овде, дури ќе им верувам. Јас сум добро, луѓе стварно мислат дека ние сме саш народ, па може и така да биде. Ама ако ќе праша зошто ти викат, па затоа што без Европа ние нема да преживееме, затоа што ќе доживееме, ќе ни пропадне државата, ќе избие меѓуетничка војна, сега таа е приказната со Дуи што се разви и така натаму. И ако влеземе во Европска унија, ќе потече во Македонија мед и млеко, ќе доваѓаат пари и така натаму. Луѓе, не е така. Никаде не е така. И во земјите кои се сега членки на Европска унија нема бесплатен ручек. Па сега бугарите ќе бидат казнети поради малверзации, нели има санкции им следуваат поради малверзации. Не е Европа некоја азно Европската унија кај што ти влегуваш. Некој само ќе вади и ќе така. Ти треба според потребите, нели, според комунистичкиот концепт и окей, онда си среќен. Јадеш, пиеш, не е така. Не е така и таму има правила, ти треба да се согласиш. Има, знаете каква ситуација има? Се има европски фирми кои инвестираат во Македонија. Имаме германски европски компании со кои тргуваме и така натаму. Тие ги трпат сите ограничувања на блокадата на Македонија на евроатлантскиот пат. Ако го се во прашање нивни пари, не е баш едноставно. Да, сега да кажам, дури и кога се ќе биде во најдобар нет, ако се разбудиме утре са бајле во Европска унија, има правила на игра, нема тамо неистрпни ова, има криза. Има криза што ќе треба да ја споделиме. Имате мигрантски кризи, сериозни проблеми. Имате криза економска, имате енергетска криза. Имате проблеми во индустриите, во автомобилската индустрија, во енергетиката. Има 300 проблеми со кои се соочува Европа. Иначе, да не било така, се ќе беше лесно. Само ќе се приеме, ќе не стават, како да кажам, на јаслите, ќе не лулат и тоа е тоа. Ама не бива таа работа така. Сосема за крај на ова ваше гостување, морам да ве прашам. Кога се во прашање судски процеси во Македонија, и тоа од голем формат, вие порано или подоцна излегувате со ваши анализи и често пати тие анализи одат спроти ветрот, еве, ако така можам да речем, кога јавноста е убедена дека некој скоро па сигурно треба да го јаде, се извинувам за терминот,
да биде казнет, вие излегувате, се разбира, со на вашиот начин, со еден куп закони, подзаконски акти, со судски вакви, такви проверки, со изјави од адвокати и се така натаму, меѓутоа секогаш одите на таа варијанта. Па и во последниот случај, да го спомнеме. Зборите за случајот Мазут. Да. Да. Кој што за јавноста е криви се и готов. Вака стојат работите. Прво, јавноста треба да разбере дека и во случајот Мазут, во случајот Пулс, во Кочани и во многу други за кои пишувам, не суди јавноста. Значи, јавноста не е порота. Иначе да е јавноста порота и да јавноста суди, многу луѓе ќе бидат обесени, така е, обесени уште пред судење. Така е. Нели? И тоа е концептот на револуционерна правда, кој овде сме го гледале во неколку наврати, последен пат го гледавме во случаите на специјалното јавно обвинителство, за кој има многу пишувано. Знаете како заврши, вклучително и како заврши самото специјално обвинителство и Кати Сенева. Во рекет, во груп криминал. Во криминал. Во груп криминал заврши. Јас сум поклоник на идејата дека во процесите судски се строго форматирани постапки. Постои кривичен законник, каде што се определени и опишани кривичните дела, и постои закон за кривична постапка, каде што се детално опишани постапките и нема бегање од нив. Значи, не можете да правите нешто спротивно на закон кривична постапка. Во случајот на Мазут, например, не може да дојдат представници, не било кои, официјални представници на СМ, да влезат во истрагата на почеток, не било кој заменик директор на ова и така натаму, да кажат немаме ние штета од оваа сделка и навистина во таа сделка нема штета, тоа ќе се покаже, уште 100 вештачња нема, тоа ќе се покаже. И после тоа, следно па да речеме, мора имаме штета. Не може тоа што закон за кривична постапка тоа не го дозволува. На почеток тоа се вели стручно ќе предјавите штета, ако не предјавите, утре немате право да го правите истото. Сега, некому тоа му се чини неправедно, некому се чини тоа глупаво можеби. Меѓутоа, правилата се измислени за да се заштити прво процесот, правдата, за да се заштитат невините, за да се осудат виновните, за да добиеме брза и ефикасна постапка и кога ќе завршат постапките, да бидеме убедени да, тука имаше навистина штета, тој што е фатен одговара, осуден е негово идризово, лежи, парите се вратени и така натаму. Се согласувам Гировски, но со толку изместено обвинителство и со толку многу објективни критики врз нивната работа, секогаш се поставува прашањето дали тие всушност свесно одработиле, дали некој им платил. Чекајте, јас бев тој што најмногу критикуваше обвинителството. Јас бев тој што пишуваше во секоја колумна, впрочем, го цитирав, нели, Катон Постариот, кој што вели, впрочем, Картагина мора да се уништи. Јас го кажувал и јавно и сум го пишувал во секоја колумна, впрочем, јавниот обвинител Кочевски во мора да биде сменет. Мора да биде сменет. Значи, апсолутно. Меѓутоа, не може тоа да се не може да се каже вака. Имаме ние катастрофално судство, со доверба по 2%. Тоа не е баш така, ама ајде, да речеме дека е така. Имаме катастрофално обвинителство, за мене главниот проблем со обвинителствата. Имаме катастрофална комуникација меѓу обвинителствата и истражните органи. И сега, бидејќи сето тоа така, ако оди некој фира, нека оди. Јасно ги овие осудиме сега една група од 30-40 луѓе, онака ќе ги опалиме со стапот, нели, 25 по грбот, и после ќе го средиме. Не може така. Но дали сме како општество, како општество сме дораснати за ова, вие што го зборувате? Сме биле во еден период. Имало периоди кога сме биле. Имало периоди кога било полошо. Имало периоди како сега, кога ние сме наследили еден систем кој е контаминиран, кадровски, ослабен и така натаму. Нема друг начин, освен да го зајакнеме, да ги зајакнеме, мора се почитуваат правилата. Инаку, како велите, дали сме како општество зрели? Ако не ги почитуваме основните правила, тогаш дали сме воопшто општество? Или сме племе? Или сме некоја, не знам, некоја багара, случајна група што се собрала на едно место. Некоја група со камења
нели во раце и сега ќе го каменуваме некој за кој мислиме дека е виновник или како нели ќе утврдуваме дали има дрвен нос како вештерката во Монти Пајтон, нели оне секајте на оној скеч. Не може така, не мора да се иде да ги јакнеме. Ако не ни чини овој обвинител, бојрум нека го сменат новиот обвинител. Па ја не го измислив, а не го донесов на власт. Сега ќе го критикуваме уред, секој е положен на критика. Секој има тоа е дел од извршната власт. Премиерот има право да му се јави, да го праша до кај ова што е. Како ти оди бизнисот како оди релацијата со МВР, да нема нешто што треба. Многу викање имаше околу тоа јавување, но мислам дека апсолутно без основа. Значи, системот треба да се среди, кадрите да се променат, нема се постигне нешто кој знае што максимум, меѓутоа да се разбереме, ако се трнат, ако се отстранат некои сиви еминенции, десетина луѓе така натаму, ние не можеме на тие луѓе, на суди и на обвинители гледаме како на зверови, дека сите се подмитени. Ја тврдам дека најголем дел од нашите обвинители, истражители, суди се честни луѓе. Стави ги во нормални околности, стави ги ова, ти ќе функционираат како што треба. И не треба сега секој судија, во секој судија гледаме подмитен. Така. Во секој обвинител гледаме некој што не си ја врши работата како што треба. Тогаш губиме, ние генерираме целосна недоверба во системот. И тогаш што е решението? Ако не можеме и ние да судиме, нека суди улицата. Кога ќе почне да суди улицата, ние завршуваме. Апсолутно завршува целата приказна. Бранко Геровски, благодарам за гостувањето во Заспијако мъж. Благодарам. Да, почитувани пријатели, повеќе од 1 час зборуваме со колегата Геровски. Верувам дека наистина беше интересно, отворивме многу важни теми. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова следба со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.